Ја имавме галеријата Остен и големиот опус на карикатуристи, пишувачи на хуморески, сатира и афоризми, но институционалната нишка на хуморот и сатирата низ годините замреа. Денеска Меѓународниот Славјански универзитет го официализираше стартот на првиот интернационален фестивал на сатира, хумор и карикатура Јас и Трпео. На оваа идеја и предходи пробна манифестација на карикатуристи. Република Македонија уште од порано имаше многу фестивали, имаше исклучителна добра школа за карикатуристи, имаше исклучителна добра школа на афористичари и хумористи. И меѓутоа сега некако институционално сето тоа затајува, односно многу од активностите во врска со ова благородна дејност згасна или не се активни или релативно малку се активни, меѓутоа без разлика на тоа ние бидејќи имаме исклучително добри контакти со авторите во Република Македонија, исто така имаме исклучително добри односи со авторите во Русија, очекуваме дека овој меѓународен фестивал за карикатура, воопшто за хумор, за сатира и за афоризми ќе биде многу препознатлив не само за Институтот за култура на Славјански универзитет, меѓутоа мислам дека ќе биде препознатлив и за Република Македонија и воопшто за целиот регион. Не како конкуренција, туку како нова визија за оваа дејност е основањето на фестивалот Јас и Трпео. Познато е дека во сите земји, во сите држави има бистри, итри луѓе, а и ние македонците сме познати како духовит, остроумен народ. И јас дури би рекол дека сите ние македонци, независно дали сме од Битола или од Скопје, Прилеп, Штип, Свети Николи и од другите градови, дека сме во основа и трпејовци. Значи во сите нас има една доза, една нишка на итрина, на снаодливост. Големиот број на творци на афоризми, сатира и карикатури во земјава, добитници на бројни награди е едната, а другата причина за потребата од овој фестивал е и промоцијата на Македонија надвор од границите со учеството на странски автори на меѓународниот конкурс кој беше распишан денеска, а за кој се наменети високи парични награди. Денеска доајенот на македонската карикатура ја изложи својата творба посветена на 50 годишниот работен опус. 50 години некогаш може да е и малку и многу. Меѓутоа ја мислам, зашто ја никогаш не сум прекинал со карикатурата, мада не сум работел во некоја редакција и во ова. Сегогаш сум бил надворешен соработник и постојано сум работел за овие 50 години, од кога сум објавил првата карикатура. На денешната промоција на фестивалот, бројни сатиричари, афористичари, хумористи, карикатуристи и лица од овој профил зедоа учество, промовирајќи ги вредностите на сатирата и хуморот.